Nova godina, Božjik reke se skoro zad nas, Nova godina su sigurnost, to jest zad nas onaj period v koji se razmenуваат подароци. И аз се надевам дека секој доби некаков подарок и се надевам дека подароците ве зарадувале, дека се подароци кои може би сте ги очекувале, може би и ви биле корисни, зашто често пати се случува да добиете подарок кој не знаете што да правите со него. Многу од подароците завршуваат во некоја фиока, во кутија, некои во канта за ѓубре. Но нели велиме, важен е гестот. Гестот е најважен, но една фирма за подароци си направила слоган, произведуваат претежно пенкала за подароци, на самите пенкала пишува гестот е важен, но некои гестови се и корисни. Така да добро е да има гест, но добро е и тој гест да има некаква полза. Во интерес на вистината, во Божикниот расказ, за раѓањето на Исус, оној што го пренесува Матеј, исто така гледаме луѓе, мудреци, кои дојдоа од далеку, да донесат подароци на едно бебе. Тие отидоа, така да се как, ние велиме, на бебе отидоа. И подароците што ги дадоа како да не се за таа прилика, што се носи кога се оди на бебе? Се носат, да, некое комплетче за бебе, нешто што ќе помогне на мајката, памперси е добро, кашички, млеко, некоја детска играчка, тоа се носи на бебе. А тие мудреци, донесоа на едно бебе парфем, тоест миро, донесоа темјан и злато. Златото може некако да се прифати, со тоа злато да се купи нешто за бебето. Меѓутоа, мирото и темјанот не се бебешки подароци. Ама некој ќе се каже мажи, толку разбираат мажите. Ако беа жени, ќе купеа нешто посоодветно за бебе. Вистината дека тие мудреци навистина беа мудреци, зашто тие отидоа не на бебе, туку отидоа да се поклонат. И во текстот пишува дека кога влегоа во куќата, го видеа младенецот со мајка му Марија, паднаа и му се поклонија и ги отворија своите ковчежиња и му пренесоа дарови злато, ливан и смирна. Тие, како мудри луѓе, во тоа откровение што го доби од Бог, препознаа дека тоа бебе не е обично бебе, туку е цар. И тие донесоа подароци што доликуваат на еден цар. Зашто Божик е токму тоа, празник или настан преку кој се одбележува раѓањето на цар. Иако, може би, околностите кои го следеле или кои го обкружувале тој настан, многу и не доликувале како на раѓање на цар, сепак раѓањето Христово е раѓањето на цар. И сега, царственоста, културата, монархиската култура не ни е многу блиска. Ние не сме имале цареви, немаме некои благороднички титули во нашето општество, немаме лордови, грофови, немаме монархиска традиција, ние сме републиканска држава. И она што го знаеме за царевите од филмови, од приказни и од оние трачеви што ги читаме за, како се вика, Вилијам, Меган, да, од песната која тајне косе Меган Макъл. И, нели, оние скандали што се случуваат во кралскиот дворец, во Бекингем или Виндзор или кај да е. И обично таа представа па и не е баш најдобра што ја градиме за кралевите. Само скандали и некои такви работи. Но како и да е, раѓањето на царот на царевите е исклучителен настан.
Иако раѓањето на секој цар, така во тие монархиски традиции е голем настан. Јас имам пријател Ники од Софија, директорот на Библиска лига, кој често пати знае да раскаже, бил сигурно многу восхитен од приказната што баба му, или расказот што неговата баба, како дете му ја кажувала, кога таа била дете и се родил Симеон Сас Конбурговски, или како беше, тој е синот на царот Борис III, првородениот син, некаде 30-тите години било, кога се родил тој, било големо празнување во цела Бугарија. Тој ослободувал затвореници, на площадите правеле големи такви манифестации, дарувал подароци и на площадот Света недела, кога веќе нели поминале неколку денови, бил собран целиот народ и чекале таму на балконите да се појави царското семејство и да го покаже наследникот. Голем настан. Раѓањето на царот на царевите е уште поголем настан. И бидејќи тоа е цар на царевите, никој друг настан на земјата нема такво значење. Јас би сакал малку да ја доближам код нас спецификата, тоа е значењето на Божик во таа смисла, како раѓањето на царот. Што е царственоста? И кога велиме, и првото нешто што сакам да го потенцирам, кога говориме за Христос како цар, тој не стана цар на Божи, кога се роди во Витлеем. Тој е вечниот цар. Тој од секогаш бил цар и тој е цар во вечноста. И меѓутоа неговото воплотување, неговото доаѓање на земјата, некако ни ја доближува неговата царственост и се покажува неговата власт над се. Преку неговото дело на крстот, воскресението, и за тоа пишува во Колосјаните 2:15, се покажува неговата власт и над темнината, дека и противникот е под неговата власт. Христос има победа над се. Тој господари над се. Тој ја зграби силата од началствата и властите, тоест од темнината, од противникот, од злото, од злиот, ги изложи јавно на позор, славејќи ја во себе победата над нив. Така да, неговиот живот, неговото служење, неговата смрт и воскресение покажуваат дека и во овој свет овдека, кој е окупиран од злото, Христос е победникот. Тој е царот на царевите. И кога го кажуваме тоа, дека неговото царство е апсолутно и се протега над се, треба да имаме во предвид една теолошка вистина, која се сумира во фразата веќе, но се уште не. Или можеме да кажеме така со современи термини, дека неговото царување овдека е нерезидентно. Што значи тоа? Знаете што значи нерезидентен или резидентен граѓанин? Има луѓе кои имаат државјанство во Македонија, имаат пасош, евидентирани се во матична евиденција, меѓутоа не живеат во Македонија. Во Германија се или некаде друга, таму работат, таму плаќаат данок, таму имаат адреса, таму се живеат. Христос е цар на царевите, тој суверено господари над се, тој е создател на се од него произлегува, се суштества преку него, меѓутоа тоа негово царување е духовно царување. Затоа тој им вели на учениците, Царството Божјо е во вас. А овдека овој свет, како што нели има некакви текстови, се означува како царство на сатаната, царство на темнината. Зашто Христовото царување е духовно царување. Христовото царство на земјата се протега над следбениците кои се посветени нему, кои му припаѓаат на Христос. Ако погледнеме на карта, ние нема да видиме некоја држава или нема да видиме територија на која пишува царство на Христос. Ке најдеме Македонија, Бугарија, Грција, Америка, меѓутоа нема да најдеме територија која е означена како царство на Исус. Зашто во неговото царство реално, духовно влегуваат само оние кои
му се подчинети на Христос, кои преку верата го прифателе Христос за свој цар и живеат според неговата волја. Оние кои во духот се соединети со Христос и живеат заедно со Христос, се поданици на Христос. Тоа е царството на Христос на земјата. Црквата, во кој действува Светиот Дух. Зошто поголемиот дел е во таа окупирана територија. Луѓето не прифаќаат господство на Христос. Не го прифаќаат царството, зашто сметаат дека така ќе бидат слободни. Сметаат дека ако не живеат во господството на Христос, ќе си го живеат животот каков што тие го сакаат. Ќе бидат слободни. Да прават она што они го сакат, а не она што Бог го сака од нив. И големата заблуда кај таквите луѓе е што всушност тие живеат окупирано под најголемото робство на злото, на темнината. Зашто само во Христос е вистинската слобода. Во Христовото царство има слобода. А они кои што мислат дека живеат слободно, ослободени од авторитетот на Бог, всушност се во робство. Во робството на темнината. Зашто по право созданието му припаѓа на Бог. Сатаната е оној што окупира. И во окупираното царство не може да има слобода. И кога говориме, сега веќе се свртувам кон ние кои сме припадници на Христовото царство, по уредување тоа царство е тоталитарно царство. Ние живееме во демократија, популарна е демократијата. И така надоени со демократија, почнуваме и на Бог, и на царството на Бог, да гледаме преку тие филтри на демократијата. И почнуваме на Бог да гледаме како на некој кој има некаква воля, но ние имаме право, според јавното мислење, според желбите на луѓето, да решиме што она што ќе го прифатиме, што она што ќе го отврлиме или промениме. Например, Бог создал маж и жена и неговата воля, нели, маж и жена да станат единство, меѓутоа сега луѓето сакаат да го променат. Тоа јавното мислење е такво дека луѓето имаат право да избираат и ние можеме сега да го промениме тоа. Живееме во демократија. Тоа е, нели, системот. Божјото царство не е царство на демократија. Во основа има, според начинот на кој се налага волјата на власта, три системи. Никола сигурно по-добро ги разбира, но ние така сме ги училе како диктатура, тоталитаризам и демократија. Демократијата е систем во кој се избира идеологијата од луѓето. Тие имаат право на избори, на референдуми, да го изберат кој е систем. Во диктатурата власта го наметнува системот и луѓето немаат право да го менуват. Сега, порано живеевме во таков систем на диктатура, меѓутоа веле дека диктатурата е на пролетаријатот, т.е. работниците имаат, тие го наметнуваат системот, т.е. власта на работничката класа. Таа идеологијата која се прифаќа и затоа бидејќи на работничката класа никој не смее да се спротивстава. Но во диктатурата, ако ти не се бориш против системот, ако си работиш, ако плаќаш даноци, власта не те чепка. Само е единствено важно е, нели, системот, идеологијата да биде зачувана. Како она молитва на рабинот во филмот Виолинистот на покривот, или Господи, чувај го царот и држи го подалеку од нас. Тоа е диктатурата. Власта да е подалеку од нас. Тоталитаризмот наметнува систем и не се занимава само со системот, туку оди подалеку дури и однесувањето на луѓето. Да контролира се. Во тоталитарните режими
во некои дури, нели, се регулира и како ќе се облекуваат луѓето. Например, во Северна Кореја сите се облекуваат на ист начин. Сеќавам кога беше Садам Хусеин на власт во Ирак, сите што беа околу него носеа исти мустаки како Садам Хусеин. А дури во црквите може да има тоталитаризам, кога една црква, тоа не е тоталитаризмот на Божјото царство, туку тоталитаризмот на легализмот. Кога ќе ги надрат сите жени да се облекуваат на ист начин и сите мажи да се облекуваат на исти начин и некои други работи. Во Бугарија на почетокот на 20 век се појави едно движење на тинчевисти, се викаше, се уште има некои следбеници, во кои сите мажи мораа да ги стрижат своите глави и да носат мустаки. За жените беше забрането, мора сите шами, и забрането било какви украси, шминки, мажите не смеа да носат часовници, не смееше да се користи огледало и чешало. Тоа сите. Така, тоа е тоталитаризам. И сега, кога говориме за тоталитаризмот на Божјото царство, навистина, тоа оди веќе најдлабоко. Бидејќи Христос дава заповеди кои не се предмет на избор, кои не се предмет на гласење. Христос не го интересира јавното мислене. Тој не прави анкети. Тој поставил заповеди, учење дал, кој е непроменливо и задолжително. И во тој поглед во црквата не може да се гласа дали ќе прифатиме едно учење или нема да прифатиме. Во црквата ние може да гласиме како ќе ги фарбаме овие зидови. Меѓутоа Христовото учење не е предмет на гласање. И дотаму оди Христовиот тоталитаризам, што тој го регулира буквално 24 часовниот ден. Например, во 1 Коринтина 10:31 вели: и така било да јадете, или да пиете, или нешто друго да правите, сето тоа правете го за слава Божја. С други збори, што е да правите? Правете го на начин кој ќе биде угоден на Бог, со Него да се сообразите. Да се сообразите со Неговата волја. Нему да му е тоа угодно. Било што да правим. И кога јадете и кога пиете, кога одите на работа и се среќавате со колегите, кога живеете дома со семејството, со децата, брачните партнери, на училиште со соучениците, на факултет, на улица, секаде, вашето однесување да биде сообразено по вкусот на небесниот цар. Од тоа поголем тоталитаризам нема. Целосно сообразување со Бог. Тоа е царството на нашиот Господ. Малку не е специфично да го прифатиме, зашто ние не живееме во монархија, живееме во демократија, меѓутоа тоа е природата на Божјото царство. Целосно нашето однесување, нашето поведение да биде усогласено на Неговата волја. Како го трошиме времето? Парите. Не велиме ке дадеме, некаде има 10, док нема некој. Не, сите ваши средства, сите ваши ресурси да бидат нивното користење, да биде сообразено со волјата на Бог, да биде сето тоа користено начин кој што му е угоден на Бог. Тоа е царството на Бог. И ако има некој аспект на животот, што не се прави на начин кој не се прави начин да му оддава чест на Бог, тоа се прави на начин кој не му оддава почет на Бог, би требало да биде коригирано и сообразено со Бог. И сега, додека говориме тоа, треба уште нешто да имаме во предвид, а тоа е дека Христос како монарх, тоталитарен, е добронамерен. За разлика од другите тоталитарни управници, кои ја наметнуваат со сила својата власт и тоа го прават од своји егоистични лични интереси за своја корист, Христос ја наметнува својата власт со љубов. Тоест, може да кажеме дека дури и не ја наметнува својата власт. Христос ги освојува луѓето така што самиот се дава за нив.
има еден божикен стих, може би најбожикниот стих, кој многу ретко се чита за Божик, може би никогаш, во 2 Коринтијани 8:9, каде што Павле вели на коринтијаните: вие знаете дарежливоста на нашиот Господ Исус Христос, дека тој, иако богат, осиромаши заради вас, да се збогатите и вие преку неговата сиромашти. И тоа осиромашување се покажа најјасно во воплотувањето. Зашто оној, како што пишува нели Павле во Филипјаните 2 глава од 5 стих, оној кој беше во Божјото морфе, во Божјото обличе, во природата, така се испразни од таа слава, што стана човек. И не само човек, стана слуга на човекот. И не само што стана слуга, умре за човекот. И не само што умре со понижувачка смрт. Со смртта с која биле понижувани најголемите злосторници. И сето тоа вели, пишува Павле, за ние да се збогатиме, за ние да станеме дел од неговото царство. И добро е, за наше добро е, тоа што тоа царство не е демократско царство, туку царство во кое Христос се наметнува својата волја. И тешко нам, ако ние на избори решаваме која да биде Божјата волја. Добронамерниот цар се прави така за нас да биде за наше добро. И тој бара да ја сообразиме нашата волја со неговата волја, бидејќи тоа е најдоброто за нас. Божјата волја е најдобрата волја за нас. И нема поголема радост, и нема поголема слобода од тоа човек да стане слуга на Христос. Павле тоа постојано го истакнува. Нема поголема радост, нема поголема слобода од тој човек да биде во Христовиот јарем. Зашто таму, во тој јарем, заедно со Христос, човекот почнува да живее како човек. И големата заблуда на луѓето, на оние кои велат, без Бог ние сме слободни, зашто правиме што сакаме, е најголемото робство, тоест осудата на смрт. Тоа е исто како една риба да каже, доста ми е веќе во водата, сакам да живеам на слобода и ќе излезам од водата. И ќе живеам на сува. И ќе умрам. Зашто тоа е слободата за рибата. Таму рибата живее како риба. Таму има живот, пливајќи во водата. Човекот во царството на Христос, во таа зависност од Христос, таа покорност, послушност, живее како човек, се исполнува. Инако се друго е субстандардно за човекот. А за жал човекот во својата незрелост сака да живее таков субстандарден живот. Како малите деца, како што Луис ги кажува желбите на човекот. Човекот наликува како мало дете. Ке го однесеш на одмор, тој ќе се најде една баричка, каолива вода, ќе влезе во неа, ќе шлапа и со песокта ќе се прави кукички. Иако одморот на море нуди многу поголеми задоволства. Тоа се задоволува со калта и со песокта. Така и човекот во својата поробеност во гревот, во неговата слепота и во темнината. Се задоволува со животот во темнината, покорството на гревот и мисли дека тоа е неговата слобода. Не, во царството на Христос е вистинското ослободување. И уште една работа кога говориме за царството на Христос, рековме неговото царство е се веќе, но се уште не. Тој царува духовно во нашите срце, но ќе тоа е денот кога ќе има едно кронисување, јавно, кога ќе се објави неговата царственост над се. И секој тогаш, и оние кои сега живеат како противници во нивната, под наводните слобода, ќе му се поклонат и ќе го прослават како цар. Во Филипјаните, 2 глава, како продолжение на она смирување или унизување на Христос, доаѓа онаа возвишување од 9 стих и вели, да пишува Павле, па зато и Бог го превозвиши
и му даде име што е над секое име. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Отецот. Секој ќе исповеда, секој ќе се поклони, секој ќе го признае Христос за цар. И оние што се денес во окупираното царство на темнината, тогаш ќе исповедат дека Христос е цар. И тоа ќе биде голем, славен настан. Или во Откровение 11:15 пишува: царството на светот, она за кој што Јован пишува дека е царство на сатаната, стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Ова година сигурно нема европско, нема светско, нели? Нема европско, нема светско. Најгледан настан ќе биде кронисувањето со сигурност на Чарлс III. Ова година ќе биде. И има настани во годината кои ги соборуваат рекордите. Јас верувам дека ова ќе биде настанот кој ќе ги собори рекордите на гледаност на сите настани претходно, зашто медиумите дозволуваат такво соборување на рекордите. Ќе биде сигурно спектакуларен настан. Но настанот, кронисувањето на Христос, кој тој ќе се објави за цар, ќе биде неверојатен. И ние го очекуваме тој настан. Знаете ли зошто? Зошто ние со надеж го очекуваме. Зошто на тој настан ние ќе можеме да пееме со радост. И да, ќе има и огномет. Алелуја, како што пише во Откровение 19 глава. Алелуја, зашто се зацари Господ Бог Вседржителот. Да се радуваме, да се веселиме и да му дадеме слава. Тоа ќе биде радосен, спектакуларен настан за нас. Но за оние кои не живеат во неговото царство сега, ќе биде момент на осуда. Нема да биде настан кој носи радост. Во секој случај, ние како поданици на Христос, кои живееме во неговото царство, живееме и оваа година со очекувањето дека ќе се случи неговото воцарување на целото создание. Може би да, може би не, но живееме со таа надеж. Веруваме и очекуваме. Имајќи го сето тоа во предвид, на крајот, би сакал некои како заклучоци. Не знам дали сите ние сме во неговото царство, што сме овдека. Може би да, може би не. Припадник на царство или припадник на некоја држава може да се стане на неколку начини. Ако се родиш, по автоматизам стануваш државјанин. Ако имаш предок, можеш и на тоа да се повикаш. Многу наши луѓе отидоа да докажуваат дека нивните предци биле бугари и добија бугарско државјанство. А можеш и со натурализација. Не. Ако имаш имот, работа во друга земја и живееш подолго време, пак може да добиеш. Во Божјото царство, во царството на Христос, се станува припадник само на еден начин. Со раѓање. Не може некој да каже, татко ми беше припадник на тоа царство, да поднесе удостоверение за потекло и јас имам потекло од Божјото царство. Само со раѓање. Секој оној кој верува вистински во Христос, секој оној кој се подчинил на неговиот авторитет по благодат преку вера, е роден одгоре од тоа царство. А роден е во тоа царство и припаѓа во тоа царство. И добро е сега, евен, имајќи ги во предвид сите овие настани, Божик, раѓањето на Месијата, неговото раѓањето на царот, секој од нас да се испита и да се праша, дали сум припадник на тоа царство? Дали сум роден повторно во тоа царство? И почетокот на годината е добар момент за поинаков живот.
Ако сме во тоа царство, ако сме верници, ако сме поданици на Христос, ако сме се покорили на неговиот авторитет, почетокот на годината исто така добра можност да направиме една проценка и да видиме дали живееме како вистински припадници на царството. Дали живееме како царски, не само поданици, туку ние сме и дел од царското семејство. Дали сме како Мега Макъл и Вилијам, или сме луѓе кои живееме со тоа царско достоинство кој го носи припадноста на Божјото царство. Како го представуваме тоа царство овдека на земјата? На почетокот на 4 глава во посланието до Ефесијаните, каде што во претходните глави апостол Павле им кажува каков статус имат, што се во Христос, што добиле во Христос. И сега вели, живејте достојно, на почетокот на 4 глава, според вашето призвание. Живејте достојно, онака како што доликува на припадници на царството на Христос. Добро е да се преиспитаме дали живееме навистина како припадници на царството на Христос. Ние сме представени како негови деца меѓу другото, дел од неговото семејство. Живееме ли како царски деца? Едно треба да биде однесувањето на дете од улица, но сосема друго треба да биде однесувањето на припадник на царскиот дворец. Не како денешниот тука, онака, како што треба да биде. Ако има работи за кои знаеме дека сме ги правеле, а не се угодни на Бог, не му носат слава, да ги промениме. Не станува збор за почетокот на годината, во западниот свет ги викат во англискиот резолуции, резолушени прават. Решаваат или взимат решение за начин на храна, спортување или други работи. Во духовен поглед, што можеме да направиме оваа година? Ако сметаме дека не сме били доволно посветени во обштението со Бог, словото, молитвата, да си донесеме на такво решение, да одделуваме повеќе време за тоа, да одделуваме повеќе време за служба за Бог, за да го проповедаме словото на Бог. Ако односите не ни биле добри, ако има нешто во минатото кој ни пречело меѓу нас, во семејството, во црква, да ги имаме вистинските односи, да направиме промена и во тој поглед. На работа, за да живееме живот кој навистина ќе му носи слава на Бог. Ако некои работи знаме дека сме требале да ги правиме, а носат слава на Бог, а не сме ги правили, да ги вклучиме во нашиот живот, за да видиме навистина припадници на Небесниот Цар. И ова година да биде година во која што ќе му донесе слава нему. И на крајот, бидејќи ние сме во царството на Небесниот Цар кој се прави да биде добро за оние кои го љубат, важи за нас ветувањето од Римјаните 9 глава дека 8 глава се извинувам, дека се што се случува за добрите на оние кои го љубат Бог, и се што оваа година ќе се случи за нашето добро. Проповедникот е објективен. Во 3 глава на неговата книга вели дека во животот се случуваат секакви работи. Не само работи што ние ги сакаме. Има време за радување, има време за тагување. Има време за раѓање, време за умирање. Има време за градење, време за растурење. Има време кога луѓето те фалат, те возвеличуваат. Има време кога те бркат и викат против тебе. Има време за мир, време за војна. И ова година ќе биде исто така. Ке има време кога ќе не сакаат и ќе не тапкат по рамо, има време кога ќе не отфрлаат. Има време кога ќе имаме успех и ќе одиме напред, има време кога ќе се јават околности кои ќе не повлечат назад и ќе се растори она што го градиме. Ке има време кога ќе се смееме, ке има време кога ќе плачеме. Ке има време кога ќе стоиме здрави, силни
Ќе има време кога ќе легнеме слави немокни. Тоа е вистината. Меѓутоа, не е безсмислено сето тоа, бидејќи продолжува проповедникот и вели, но Бог направил се да биде добро или прекрасно во своето време. И тоа е нашата надеж. Така е во царството на нашиот Христос. Се што ќе дојде оваа година, да го прифатиме со радост, бидејќи се е според неговата воља и се е за нашето добро. Се ќе донесе слава нему и се ќе донесе полза за нас. И на крајот на криштата, што и да се случи во годината што доаѓа. Предвидувањата прогнози не се добри. Имаше некоја анкета од луѓето на прашање каква ќе биде ова година во спорва со минатата, подобра, иста или полоша. Повеќето луѓе се согласни дека ќе биде полоша, иста или полоша. Нема основа, нема елементи кои би ни дали оптимизам дека ќе биде подобро од минатата година, било кој план. Меѓутоа, во Христовото царство, секоја година е подобра од претходната, зашто во Божјото царство има само напредок. Во Божјото царство има само победи и прогрес. И на крајот на криштата, што е да се случи вовдека на земјата? Ние го очекуваме моментот кога Христос ќе зацари и ќе избрише секоја солза од нашите очи, смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ни болка, бидејќи поранешното помина. Што и да дојде? На крајот на криштата, нашиот пастир ќе не собере и ќе избрише секоја солза. И тоа е надежта со кој влегуваме во оваа година. Царот на царевите, суверениот Господар на се, прави се да биде за наше добро и за Негова слава. И таа вистина, дека Исус е тој вистинскиот цар, кој влада од секогаш и за секогаш, нека ја направи оваа година многу благословена, среќна за сите нас.